Почитувана колешке Тренчевска, задоволство е човек да ве слуша вие да дебатирате за пензија, вие да дебатирате за плати, затоа што пред скоро еден паметен човек, кој што се разбира од медиуми, требаше да одам на некоја дебата со еден представник од вашата партија и кога дојде темата за плати и пензии ми рече: ти таа дебата можеш да ја добиеш само ако молчиш. Ја велам, што е поентата? Остај, вели, народ да слуша за тоа како го поминува денот и за тоа како вие го убедуваат дека се е сјајно, се е бајно, а што да очекувам јас од некој кој што идол во животот му е еден медиокритет како Зоран Заев. И не бев тука, а ме погоди тоа што кажавте дека некој седел тука за да земе плата. Па ја тоа го прифаќам, затоа што има луѓе кои што живеат од плата. Не живеат од тендери, не живеат од провизии, татко им не е осуден за крадење на струја, немаат станови во Дубај, пентхауси, не се лидери на партија да местат тендери од 35 милиони евра за вакцини и така натаму. Ако идат колеги со вас на дебата, почитувана Тренчевска, јас ги советувам една работа: ако можат цела дебата да ја премолчат, бидејќи вие сте еден од единствените последни Заеви војници кои што и тука ви даваа наредба да го браните големиот Артан, сега го браните Заев, кој што само ако зборите 60 минути можете самата себе си да се победите во било која дебата. За да не испадне дека зборувам фоскули, ова се две слики за кои што сакам да ви се заблагодарам. Ви благодарам на вас лично, затоа што вие сте една од најодговорните зошто ВМРО ДПМН има близу 600.000 гласови. Ова е протест на пензионерите. Ова е траурна слика и ова е срам за една држава. Протест во Штип, каде што една пензионерка плаче со празен новчаник. Ова. Ете ова. А ова е исто така во Штип, каде што друга пензионерка исто така плаче пред камера со празен новчаник. Овој срам, ова дно, укажува за вашата ароганција. Е, сега овие две пензионерки во својот дом ќе однесат по 5.000 денари. Овие две пензионерки. Ако овие пензионерки имаат некој од најблизок од нивната фамилија што е вработен како наставник, ќе добие повисока плата. Ако е полицаец, ќе добие повисока плата. Ако е здравствен работник, ќе добие повисока плата. Ако е вработен во државната управа, ќе добие повисока плата. Ако е вработен во приватниот сектор, ќе добие повисока плата. Ако овие пензионери имаат жив содружник дома, ќе однесат 10.000 денари плюс на непоскапени сметки за струја, на непоскапени сметки за гориво и на храна која што е со една нормална цена, заради тоа што некој во оваа држава наместо да краде од граѓаните, сака да им даде. Но не сте виновни вие. Виновни се оние кои што седеат тука и бараа пари. Наместо да сте сега на распит во шутка заради криминалот кој што го направивте, вие седите тука и ни држите предавања. Еве ги сликите, нека ви е срам и арам.